Историско зголемување на платите во образованието, најмалку 46, а можеби и до 60% поголеми примања во следните 4 години ќе добијат вработените во основното и средно образование, најави премиерот Христијан Мицкоски. Вели според постигнатиот договор со СОНК, конечно образовниот кадар ќе го добие она што го заслужува. Минимум 46% поголема плата ќе имаат наставниците во основното и професорите во средното образование споредено со сега, минимум, а може повеќе да биде, во зависност од состојбата на буџетот. Така што зголемувањето ќе се движи од 46 до 60% во зависност од состојбата во буџетот, нешто што е историско, што до сега никогаш не било направено. Исто така и колективниот договор ќе се прави. Зголемувањето на платите нема да биде само за професорите и наставниците, туку за сите вработени во училиштата. Првата повисока плата ќе биде октомвриската, која ќе добијат на стартот на следниот месец, а етапно ќе се зголемува секоја година до 2028 со секоја мартовска плата. Октомвриската плата која што ќе биде исплатена сега во ноември ќе биде повисока за 5%. Потоа почнувајќи од мартовската плата 2025 која што ќе биде исплатена во април 25 7% дополнително зголемување. Од март 2026 помеѓу 7,5 и 10% во зависност од состојбата на буџетот. Март 2027 повторно меѓу 7,5 и 10%. И март 2028 помеѓу 10 и 12,5%. Мицкоски најави дека после зголемувањето на пензиите, обезбедените средства за програмите за млади, после консолидирањето на исплатата на субвенциите на земјоделците, сега зголемените плати на образовниот кадар, следно е зголемување на платите на вработените во здравството. Вели приоритет на владата е да има повеќе за сите, бидејќи интересот на граѓаните за нив бил најважен.